Најголемиот дел од сите јавни објекти, згради и училишта во Македонија не се архитектонски пристапни за инвалидизираните лица, што представува основна пречка за нивна целосна социјална инклузија. Скоро и да нема стамбено деловен објект со пристапна рампа. Овие лица бараат и итни измени при носењето на новиот закон за градба. Објектите каде што се изведува настава од основно, средно и високо образование се непристапни за лицата со телесен инвалидитет. Тоа автоматски значи дека тие не може да се едуцираат, да се стекнат со знаење и вештини да станат конкурентни на пазарот на трудот. Инспекцијските служби треба да не даваат употребни дозволи на објектите каде што не се запазени мерките за пристапност. Главните институции, Фонд за здравство, не се пристапни. Тие се стари градби. Ние направиме некои напори да излегуваат вработените кои има наши, да речем, потреба да обават некој, да заверат или што треба. Ама и тоа не е решение. И инсистираме во последно време сите градби што се градат да имаат пристап за инвалиди. Тоа ни е најголем проблем. Исто така се жалат и на тоа дека ортопедските помагала кои што ги добиваат од државата се несоодветни. Пример, една количка треба да ја користи еден корисник околу 5 години. А таа количка веќе на 6-тиот месец не функционира и како понатаму тоа лице ќе функционира. Не му следува нова количка, нема сервис за таа количка. Токму за овие проблеми Мобилност Македонија денеска во Прилеп одржа работилница по повод денешниот ден на лицата со телесен инвалидитет.